Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Дракче. Гледате, сум обкружена со многу садови, многу намирници околу мене, па затоа тоа е знак дека и денеска ќе имаме еден посебен и убав рецепт и затоа бидете подготвени да не следите и како се подготвува, а можете да го направите дома за да го почувствувате вкусот кој што ќе го носи токму овој рецепт. Навистина намирниците се одбрани како што треба и знам дека денеска ќе направиме убав ручек. Да ве поздравам сите вас ширум светот, сите оние кои што не гледате преку каналот, Канал 5 телевизија се разбира, и сите оние кои што не следат во нашите ни домови, во нашата ни убава Македонија, затоа си ве поздравувам сите вас. Моите бакнежи допираат до најредовните гледачи, сите оние фоторепортери кои што на лице место не фотографираат во своите домови. Па еве поздрав до сите вас. Морам да ви кажам, денеска одбрав посебен гостин, затоа што, велам посебен, затоа што како што умее со боите да прави чуда, да слика навистина убаво, тука ќе ни отслика еден убав ручек со разни бои, со разни вкусови од поднебието на Македонија, навистина убави намирници. Јас си го повикувам Томас Димитриевски. Повели, Томас. Здраво. Добре ми дојде. Добре ми дошле. Како си ми ти? Супер. Ова водата ни крчка тука, ја поставивме макароните да се варат порано, затоа што рече ти не им треба многу време. Јас сега ова ќе го намалам, за да можеме, мислам на температурата, за да можеме да направиме муавет. Вообичаено кога ми доаѓаат гостите од источниот дел на Македонија, јас велам нашинците, се шегувам затоа што јас потекнувам од источниот крај на Македонија. Како е во градот Штип? Па убаво. Иако ти си Скопје Штип редовна релација. Па викендите сум во Штип. Фамилијата ми е таму, а ателието и работата ми е тука во Скопје. Во Скопје и затоа сум често таа релација. Кога правевме муавет, ако се сеќаваш на телефон, ти кажав дека може да пролета некој од овие моиве штипски муабети или штипски зборови. Сакаме да бидат. Сакаме да. Значи се надевам дека гледачите нема да ни замерат ако некој од штипските дијалекти употребиме. А пред се и поздрав до сите што ја гледаат, а знам сигурно дека многу ја гледаат оваа емисија. И благодарам на твојата покана и за убавите зборови кажани за мојата уметност. Многу се радувам што денеска ќе се дружиме и еве да кажеме инспирации од она што ти го работиш како уметник и како наставник по уметност. Веќе имаш деца и возрастни кои сакаат и ја посетуваат твојата школа за уметност. Имам некои дечиња кои што најубаво ги прибирам, да речеме, работам со помалку деца, но тие веќе некои дечиња имам кои цели 2 години безпрекорно секој час ми имат доваѓано и значи нешто, да речеме, имаме учење, не сум професор, туку учење на перцепција за уметноста. И така имаш насловено? Да. Арт едукација се и вика тоа моје местенце, кај што дечињата доваѓаат. Поточно ги учам како да се перцепираат меѓу мене и некој што мисли дека не знае да црта и слика. Има разлика во перцепција. Јас не сакајки перцепцијата имам веројатно вродена. Вродена во тебе, така. Уметноста е комплетно вродена, не знам дали би било убаво да спомнам. Ја професија не ми е дипломиран уметник, јас сум моден дизајнер. 2009 или 10 година кога беа Next Time на Евровизија во Русија, јас бев стилист, имав лично свој собствен бренд. Тома Стил, но животот си носи своји патеки и после ковидот некој мир, нешто најскапо што го најдов е уметноста и морам да бидам искрен, сум задоволен од тоа како ја перцепира. Ми го украде второто прашање за модниот дизајн, ми го украде. А ако без оглед, ајде да видиме што сега ќе сецкаме тука, што ќе правиме. Веќе овие на тивко ги поставив, да не ни се бунат. Да, не ни се бунат. Ете така. Главно се трудам јас лично да речеме дека не вегетаријанец, но
мислам дека протеините и шекерите овие се многу битни и се трудам релативно 2 дена да има месо во моите оброци, а 5 дена или 4 со 3 да се вегетаријански. Овој ден решив да биде овој некој начин на вегетаријанска храна, со исклучок на киселата павлака. Ово е растителен кашкавал. Растителниот кашкавал и млечен сум пробувал, но главно мое искуство секогаш испаѓа дека растителниот е подобра верзија, бидејќи ова е млечно, ова е растително и еден добар сос се случува. Добро си ги научил тие начини на како се вели подготовки и она што треба да се може да почнем, не? Да, затоа и те поставив на масата. И ќе правиме муабет и ќе работиме. Инаку јас сум од оние типови на луѓе кои што претежно храната им беше како конзумент. Значи, ја само конзумирам и нормално наваѓам мана. На тој што ја подготвува. Што ја подготвува. И стално ми велеа зошто ти не почнеш да готвиш и не сакајки, како и овие голем дел од моево перцепирање на телевизиите, ги сакав овие Чопет и Мастер-шеф да ги гледам на овие Food Network и почнував не сакајки да согледувам логика на храната, но и воедно уметност, не знам за уметност такова правиме, кулинарството е голема уметност. Но ја реков и дизајн, затоа што многу пати ќе се повторам и кај тебе дека на еден добар дизајнер ако му подадеш платно, треба да направи убав фустан или убава кошула, убава панталона, наметка, не знам што, и да ја доукраси. На ова треба на добар шеф мајстор да му дадеш убави намирници и тој да смисли убаво јадење и да додаде зачини. Но на крајот јас сум визуалист. На крајот храната мора да ме задоволи и визуелно. Значи, кога тие овие професионалните сега што се овие големите мастер-шеф кувари, тоа е буквално очите ви јадат. Така, кој ќе ги погледнете, самата храна ве намамува. Намамува, тоа е нешто. Ти ми кажа дека вегаш, Драгче, јас правам нешто посебно, експериментирам, на храната сакам да додадам многу бои, многу зеленчуци и баш тоа ме заинтересира, викам, ајде да го видиме рецептот на дома си. Инаку, начинот на кој готвам е не да се спремам со некој рецепт, тоа е некоја принудна ситуација за која што децата ќе побараа нешто да јадат и јас го отварам фриждерот и што има во фриждерот, стварам некоја храна. Визија за храна. За некое чудо, не знам дали би требало да се пофалам, децата ме ставија на пиедесталот за најдобар кувар во последните само 2-3 години готвам во мојот живот. И како тато да готви? Да, тато готви, Видни ги макароните, мислам се такви како и што ти сакаш да бидат. Да видам. Ајде, повели, веќе ја добија продзирната боја, но не многу преварени. Не многу преварени и треба по клопецот да се стави. Добро, сега ќе го поставиме. За да тој дел како да, значи се исклучува. Ги боите. Се исклучува и се става. Ги повлекувам. Да. За да работиме и еве по клопецот ќе оставиме и сега таа разлика во времето ќе ја добие таа совршена како структура на самата. Но мора да биде некоја цврста состојба. Која од тавчињата треба да го поставиме? Грилот или другата таа? Грилот би било убаво. Ова малку е побрз сосот. Добро. Во ова ни се потребни. Дали на јако или на потивко? На потивко. Добро. На петка го додадовме. Ноженце ли бараш? Ноженце, да. Ајде, еве еден мал. Повели. Фала. За кромичето, рече на кругови го правиш. Да, на кругови. Така, добро. Го поховаме или не? Не. Ова како на грил само ставено. Само така потечено. Зејтинче има тука, нели? Ке додадеме малку. Добро. Еве, ради игра на боиве, ќе ја ставиме малку и црвената. Од црвениот. Но овде бидејќи ќе бидеме на грил тава, не ни е потребно многу масло. Не ни е потребно многу масло. Добро.
Одлично. Вака. Да ти кажам, ова добро си го изучил, затоа те бараат сега децата, да си готвиш така со уметност. Добро. Се надевам дека до крајот ќе го добиеме и визуелниот ефект. Инаку знае некој штремата да направи некоја посебна приказка. Добро, ти немаш трема. Немам трема, но... Немаш трема, затоа што си искусен во твојата работа. И јас сакам да те запрашам, бидејќи да си пофалиме, нели, градот Штипе е еден, пак да кажем, еден град од кој што потекнува и уметноста, и конфекциите се таму. И затоа може би те потикнала таа инспирација, желба да бидеш моден дизајнер и да правиш убава облека. Па, морам да бидам искрен, и самото беше многу популарно школа, моја прва љубов, но малку сега може би критично ќе делувам, но знаете, има во модата се кажува една реченица, века ако го следите времето, веќе каснете. Треба секогаш пред времето, за да бидеш Македонија малку има проблем со предвреме размислување, како би била во визијата некош. И мојот бренд негде сопре со правење на гардероба, затоа што јас кога направив некој модел, му требаше после 4 години Nike. И ми изгледаше чуден. Да, така? Чуден ми се подсмејува некога. Затоа викаш дека треба да видиме пред времето со модата, не да ја следиме после 10 години. И тие тогаш кога ќе излезе после 4 години некој познат бренд, го носат, го купуваат и се фалат дека е, но за мене тоа е веќе касно. Так. И така некако дојдов до тој момент дека мислам дека е доста да... Не, и убаво го кажа сето тоа. Ќе го поставиме ли кромидот или заедно со брокулата? Сега ќе поставиме кромидот. Ајде. Може би малку исечкав повеќе, ама ќе видиме. Томас, во уметноста знам дека ги користиш сите бои, бидејќи се битни. Јас многу те ги обожавам коњите. Тие бели и разиграни коњи, кои што навистина се прекрасни, насликани од тебе. Чудно е да бидеш самоук, а толку подготвен за уметноста. Па да бидеме, например, да бидам искрен, тоа може би... Јас сум роден, веројатно, уметноста да ми е нестрана работа. Јас на своји 4-5 години кога ги гледам некои слики што сум ги правил како дете, тоа се стварно... Викаш предодредба за значи предодредба јас кога бев... Добри, дизајнерството уметност. Исто, значи тоа и сакав да го кажам, дека во суштина јас кога ги правам моделите, претходно многу ми е битно тој момент да го гледам каде му се сечат линиите, каде е возможно да се соши, каде не, а тоа за да го изведам мора да го нацртам. И се сеќавам дека кога имав по ова час по моделирање, професорот ми ја ставаше оценката пред време петката, затоа што знаеше дека тоа ќе биде перфектно, но првата оценка, малку смешна анекдота, ми беше единица. А чудо! Затоа што изгледав малку чудно, имав долга многу коса, обетки на сите... Како и сите уметници, вика, ги нарекуваат чудаци. И професорот не можеше да верува дека јас сум го тоа работил, ја баш му кажав, не изгледам интелигентно и цел клас на моите сокласници подигнаа глас, овој ни е најдобар во класот цртање, најкреативен, и од тогаш тој оценката ми ја ставаше пред да ми биде гледана тетратката, затоа кога правев, например, детска гардероба, тоа детска гардероба беше со се детенце, со се убаво нацртано. Значи, моје сликање буквално е, како да кажам, норматив е, можеби, од уметностите кога правевме муабет, малку ќе ставам уште малку. Уште малку, јас сакав да ја повлечам, да го повлечам кашкавалот за да се гледа и твојата работа овде. Ете така. Ајде. Одлично. Јас зголеми фи температурата да почне побрзо. Сега многу битно е овој
благосолен дел кој го правам нешто, Затоа, многу е битно да биде пресолено сега. Не, морам да ти кажам дека многу убав производ си одбра. Што бараш, солта? Солта. Еве, повели со златна лажица. Мастершеф. Мастершеф. Ова е многу битно, за да заблажите малку, мора претходно да засолите. Значи, ако не, за да добиете баланс меѓу благосолено, многу е битно прво да отиде соленост малку на повисоко ниво, кога ќе оставите медот и овие благи работи се битни за да малку ублажува. Малку ќе радува што одбра модрата слива или црна слива, како што нарекуваат, која што е навистина одлична во храната, и јаболкото. Јаболкото обично, да сега не сакајќи од тие мастершеф, ако сакате таа љуткавост на кромидот, да умекнете за желудникот, е многу битно да има јаболка. Ќе научиме од тебе нешто плюс. Па јас да бидам искрен, сум го научил од овие мастершеф, да. Одлично, ќе научиме па ние од тебе. Учиме од секој гостин овде, бидејќи гостите си ги поставуваат собствените рецепти и овде учиме многу. И јас, и гледачите. И тоа е поентата. Да, тоа е најголемата поента. Да видиме како јавните или популарните личности знаат ли да готват, што се хранат, што е нивниот предизвик? Па јас со храната, да, се врзувам, но ја мислам дека тој спокој, човек да го најде, тој мир е лекот на долговечност, на сталоженост, на што и да било. Убаво се каже спокојство. Спокој, значи, што ти е потребно, зачини? Малку кари. Карито пред тебе во тегличката. Да, убаво пишува, ама кој да го види. Ако малку подалеку е, може би, затоа. Не, ака ќе ставиме малку кари. И сега ќе земам и малку некоја вилушка. Јас ќе ти додадам. Затоа што јас сум од тој тип на готвачи кои што многу често пробуваат. Сакаш да? Да, многу ми е битно тоа да биде... Добро. Одлично. Кажувај, во што можем да ти асистирам? Може уште малку да биде појако. Добро. Еве сега на најакото. Добро. Ајде да видиме. Ја ќе ставам уште малку. Добро, на најакото е поставено. Ќе ставам уште малку зејтинче. Одлично. Опа. Интересна комбинација. Брокула, јаболко, кромит, бел кромит, црвен кромит, јаболче, црна слива. Црна слива, таа е потребна за таа блажина да ја даде. Може уште малку да ставиме црна слива. Браво. Уметно си во тавчето. Одлично. Овој рецепт го нема никој направено. Никој, да. И сега ќе биде првиот рецепт во нашиве 3 сезони, каде што ќе имаме еве еден таков рецепт кој што ни го подготвува уметничка душа. Ќе те навратам на дизајнот. Додаваше ли многу украси во облеките? Сакаш ли да има украси, да бидат тие да кажеме едно копче, некој друг елемент, некои брошеви. Се во модерното време се додаваат чипки, тантели, 300 чудака за да изгледа. Заборави да кажам дека моја специјалност беше само машка гардероба. Машка гардероба. Имав само машка гардероба, некако почувствував дека таму сум комотен. Но и таму додава да изгледа кралски, па да изгледа екстравагантно, па. Секогаш малите работи ги ја прават големината. Еве, кога децата ги учам обично меѓу drawing, што ви рекле, цртање и сликање се разликуваат што во белото ливче вие на брзина добивате производ, кој што ова може умеѓу време да добивате производ кој што е на бело ливче и добивате факторски тоа што го барате, значи цртеш, но бидејќи е бело ливчево и е drawing, што би рекле, цртање, тогаш во самиот тој случај
Се гледа дури една точка. Да, се гледа и тогаш добивате, да речеме, производ финален за многу брзо време. За разлика од тоа, сликата мора да има и позадина. Значи, рефлексија. Значи, позадината е мојот најбитен момент на мачење, каде е битна што е дали сликата ќе биде перфектна или не. Значи, тие бои, таа темнина, светлина, еве кога зборувавме вашите бели коњи што ви се свиѓа. Ако не има таа позадина, таа плавкаста, таа се вика, ако заправиме муавет за таа, како небо, тоа се вика светла иднина. Сите мои слики имаат имина, да. Па значи јас сум си посакала светла иднина. Светла иднина, така се тоа, не знам дали од оздола има како светлосен ефект. Многу интересно и многу убаво. Браво. Браво. Јас прибирам се она што тебе не ти е потребно, за да ни биде на страна, да можеш да си работиш слободно. Добро. Ова малку. Сега лукчето во прав, дека беше ајде. Сите намирници ни се тука поставени. Тоа се става лукче во прав. Добро. Доволно едно лажиче, затоа што премногу е јак овој лук во прав. И добро. Едно мало лажиче ќе земам. Веќе се научи си, се снајде. се снајде. Добро. Малку ќе ставиме и се. Добро. Одлично. Рече подруг е вкусот. Па да, сенфот. Јас те прашав, извини, те прекинав. Те прашав дали можеме без сенф, бидејќи јас не го конзумирам сенфот, алергија имам на сенф, но ти рече, тој што ќе го проба не е тоа. И јас се одрекнав да не го пробам специјалитетот, само да ти испадне според твојата замисла да биде убаво. Ете така. Каква алергија имаш од ова? Да, страшна. Го искористив за друга цел ова. Без оглед ќе се измие вода имаме. Уште малку ќе мораме да ставиме од ова. Од кашкавалот, јас ти ги повлеков, повели. Фала. Ајде овде да помогна. Убаво си се зацрвија. Одлично. Инаку, кога за уметноста правиме муавет, сега не знам дали, инаку имам и 3 пати пеено на Макфес. Па зошто ти не ми пушти песни од Макфес? Обично тавчето ми се радува овде кога некој запее, така? Запее, па можеш и во живо ако сакаш. Па може, ајде во живо отпени нешто вака за тавчето да ми се радува. Ајде побрзо да види. Еве ова емисија некоја чувствувам дека многу дели љубов. Така. Споделува, има голема количина на луѓе кои следат и ти лично им шириш доста позитивна и љубов. Од Оливер Драгоевич, веруј у љубов. Најубавото нешто. Ајде. Ајде да пробаме. Сега одомна не сум малку запел, па се надевам дека ќе видам дома. Јас и тавчето ќе се радуваме, а верувам и гледачите. Ајде, повели. Веруј у љубов, jer ona je sve. Vjeruj u ljubav, ne odriči se nje. Vjeruj u ljubav i sačuvaj nju. Vjeruj u ljubav, u dobrom i zlu. Vjeruj u ljubav i sačuvaj nju. Vjeruj u ljubav, u dobrom i zlu. Bravo, pa gledaj Daj mi svoju ruku sad, neka ljubav veže nas. Daj mi svoju ruku sad, sad zatrem. Daj mi svoju ruku sad, neka ljubav veže nas. Nek veže nas u dobrom i u zlu. Браво, Томас, маестрално, акапела пење, надевам дека беше добро. Одлично, одлично. Вилушчето кај го ставив.
Вака со мераци. Добро. Одлично. Ова гледам дека веќе сите доби таа убава боја. Прозирна. Одлична. Ајде бараме едно видео да го видиме. Ајде погледни, Томас, во мониторот да го погледнеме видеото. Ова ми се дечињата. Да, дечињата каде ми учат. Ми се допадна многу, да ти кажам. Имам среќа малку и талентирани дечиња, но работам доста на нив. Ова се 10 годишни дечиња и 12 годишни дечиња. Да, малку сум од оној тип на професори кои што досаден не само да се пуштат во... Морам ги концентрирам да видам каде е тоа што е добро, каде грешката. Да, каде е грешката. Сол ми фали. Солта пред тебе. Тоа е ова. Полека. Така. Повторно. Така. Што сега треба да додадеме плюс и другото литавче треба да ни работи? Мислам дека би можела уште малку само да го направам ова. Имам малку мед ставање во ова. Одлично. Како убаво, баш како тие светските шеф-мајстори кога работат и си пробуваат. Браво. Тоа го научив исто. Тоа го научив исто од овие емисиите кои ги гледам, дека многу е битно да пробувам. Да знаеш што си направил и докаде сме. Докаде сме. Тоа е некој многу битен фактор. Колку време уште ни треба? Уште малку ни треба ова. Во меѓувреме. Реков дали можам другата ринго да ја вклучам? Може другата заради тоа што треба не гази времето, овде треба да внимаваме баш на се. Како речете и на вкусови, на брзина. И на кој една од тие емисии за да постигнете некоја да дојдете во квалификацијата, не сте само колку вкусно треба, туку временски интервенски интервал. Сите брзаме некаде. Добро. Ова може и вака да смене. Може. Одлично. Веќе ти се под иста температура двете поставени. Не сака. Што не сака? Не ја сака тавата. Не ја сака тавата, тогаш ова, така? Така. Ајде да видиме. Модерна технологија. Така е. Тука мојот шпорет не баш се прима добро. Одлично. Добро, па ова е веќе и готово, Томас. Да. Можеме дури на истата да одиме ринго, да? Па и можеме. Можеме да одиме, затоа што ова ти е веќе... Чекај само уште малку. Сакаше медот? Да. Медот, извини. Му фали малку. Ајде. Да го додадеме медот. Одлично. Супер. Уште малку. Сега ова е многу битно. Ова да се меша цело. Јас овде ќе го работам тоа, а ти дзирни си ги макароните и се друго што треба да поставиш. Ајде. Дали се... Макароните. Добри. Цедалка ти треба пред тебе, да. Еве ова го промешувам за да не се лепи. Растителниот кашкавал треба стварно, затоа што потоа ќе мириса на неубаво. Мора да биде точно. Сега можеме ова да го тргнеме. Точно. Ова. Ова сега ќе исклучам. Ова е многу битно, често да се врти. Да не направи. Па рековме затоа што ќе мириса, не е убаво. Па не, кашкавалот се лепи. И ова капче овде. И сега првиот тој ефект дека првото некое топење се става што ти е потребно? Павлаката. Лажичка. Ајде. Еве. Тука сега можеш да ми асистираш у овој дел. Еве. Значи ова е многу битно да биде сето тоа така. Да
многу е битно да се меша цело време. Тука сум. Веќе и не се лепи на тавчето. Не се лепи. Веќе е одлична структурата. Сега тоа кога се врти, додека не настанат тие балониве, вулканчиња, тоа значи дека е готово. Е тука некаде со крајот на веќе се поставуваат. Еве ти ги вулканчињата. Вака сега. Сега си подготвуваш нешто плюс. Ова е некој естетски дел кој што сакам да го работам. Добро. Обично е. Ние можеме да ги гледаме и фотографиите. Ајде да ги погледаме. Сега ќе ти биде мачно и да гледаш во мониторот. Да. Да работиш. Еве ги коњите. Коњите. Таа светла линија. Коњите на Дракче. Да, на коњите на Дракче. Што ги сака. Да. Тие се одоздолу имаат газат врз... Ова ти е готово. Го повлеков. Добро. А ова е лав. Лав, да. Лавовите имам многу продадено лавови. Погледај си ќе да украсиш. Да. Имаме временце ќе да украсиш. Претежно лавовите ги продавам на луѓе кои што, мислам, купците се случајно и имам многу анекдоти, се лав во хороскоп. Така некако ги привлекува тоа, не? Јас сум некој кој што исто не толку читам астрологијата. Ова женска ли е со толку убава кадрава коса? Не, ова грива. е Конј грива женка. Да. Ова е кога се името на оваа кога се поклонува гордоста пред правдата. Има име. Да. Сите мои слики имаат некој порив за кој марулата дека ја ставив. Марула нема. Не, марула, туку зелка. Бараше зелка. Еве ги повторно коњите. Да. Немој да мислиш само коњи сум. Еве и бувчето е тука. Бувчето, да. Јас го сакам исто и него. Бувчето е символ на ова на мудроста. Ни доаѓа едно постојано кај нас во дворчето. Да, е символ на мудрост. Така. Еве имаме повторно. Коњи, сега имаме и црвен и бел. Да, тие овие се коњи. Тоа се horses power, се вика. Тоа љубителите на брзото возење. Ова нешто разјарено, разјарено. Вика... На црвено, нема црвено. Ова е Љубомир Разорувач. Ја мојот заштитен знак е не може да се види од тука, но во мевот има двајца кои водат, машко и женско, кои водат љубов. Тоа не може да се... Моја тајната е негде се крие нешто и обично муштеријата и самиот подпис. Еве овде се гледа во лавот, гледате кувцето и доле има жена се подпира, ова е сликата се вика кога го љубиш кралот или човекот кој за кого би дала се. Се, многу убаво и интересно. Да, таму има машко и женско така се гледа малку на дувото, така. Да, на дувото. Ете така, убаво, интересно. Ова се повеќе слики од ателието. Да. Да, ова се слика се вика љубовта победа. Не, ова е љубовта. Двата коња приметувате како срце, како срце. И има ламче кое што има со 4 детелини, со 4 листа детелина, тоа се вика љубовта е лото. Среќа. Мали ви се шансите за добитна комбинација, ама ако не играте, нема шанси да добиете. Одлично, браво. До каде дојдовме? До тука сме некаде, сега само ова ќе ми треба зејтинче и ова... Овие зачини повеќе не ти се потребни? Ми се потребни, сега се прави тоа со мет и ова. Добро. Зејтинче, сега оцече... Еве повели. Добро. Балсамикот тоа или? Балсамикот. Супер. Но малку ни е загустено. Уште поубаво. Дали ќе можеш да извлечеш? Викаш? Загустено е. Ќе бараме некој друг вид на балсамикот. Добро, ќе биде. Баш и потребен. Само да видим. Добро. Неколку капки. Нема да може. Не знам вака дали би можеле да... Само внимавај да не се... Ништо па, сме дошле во... Направиш некаде далеко се таму. Добро. Сега малку ова, не знам, без
без оцет како би било. Ке се снајдеме, ке се снајдеме. Во кујната мора да има се. Ке се снајдеме. И јас ке ти додадам едно чашче на оцет. Во овој мед што остана, ќе му ставиме сенф. Повели. Фала. Интересно колку тоа со многу внимание го работи. Да. Али да ти кажам, сега Не дури... ја подигнав, можеби за публиката не е интересно, не ја подигнав главата. Мене, знаеш што најмногу сега ме секира? Тоа што не ми пушти песни. Најмногу тоа ме секира. Затоа што навистина убаво пееш. Ајде сега Знаете треба да зашо ги не ви совпадне. пуштив песни, да ви кажем, имам сум и композитор, што значи дека моја музика и текст каде што има до MTV Адрија. Многу на домачица, уметности, да. Господ дал кај тебе. Ова ти е малку оцет, Добро. јаболков, Јаболков, супер. јаболков И оцет. ми ја пратија песмата, одеше на MTV Адрија. Така. И кога решив цел албум да се рекламирам, македонската јавност или како ќе ога протестира, али не пуштаа музика и ги Добро, фрлив тоа беше во копачките, тие времиња и кога така се. не се слушаше македонската песна. Ете, пак си тој вкусува од неговите производи. Добро. Е дозволено, така? Ти можеш да Е си мешаш дозволено? веќе, можеш, бидејќи јас ќе го барам рецептот на денот, можеш веќе и состојките да ги составиш за да го видиме и готовиот рецепт. Што се нам ни е потребно за денешниот рецепт? Макарони. Едно пакување ситни макарони. 100 до 150 грама растителен кашкавал. 200 грама кисела павлака, 1 до 2 лажици сенф, 1 лажица мед, 1 главица кромет, 100 грама брокула, половина зелка, 1 морков, 100 грама суви сливи, масло, балсамико по потреба, сол и други зачини по избор. Вреден беше на брзински. Значи во тавчето ги помешавме она што го подготвивме како сос. Од кашкавалот, мед и сите тие работи повели. Сега веќе е ред да го сервираш, внимавај да не се изгориш. Така, јас ова. Еден слој ќе се стави. Ова е повеќе ради естетика, да видиме дали ќе ни успее. Ќе не успее. Се става еден слој. Добро. Се претиска. А сакаш да ја превртиш на самата плоча. Добро. Да. И го помачка со масло? Да, го помачкав. Добро, за да ни се извлече. Да, од ова масло го премачкав, затоа што некои мириси... Да си добри. Ова веќе не ни е потребно. Тоа не е потребно, тоа е уште еден слој. Да, ова се става. Еве. И сега се стават овој... Да, се стават овој дел се става во средината. Интересно е овој твојот рецепт, затоа има многу уметност во него. Да, се надевам дека ќе се бендиса, а за вкусовите ви гарантирам дека е супер нешто. Тоа е поентава е кога ќе го разделите, да има некоја мешавистост внатре во самиот. Да има средината интересен лик. За да биде некој свој лик да има. Еве сега малку ќе натиснеме, тука сме негде. Тома, сподај ми ги тавчињата, за да можеш слободно да си работиш. Така. Одлично. И ова ќе го повлечам. Полека. За да гледаат како се ти умешно тоа го работиш. Дали добро е притиснато? Мислам дека е добро. Ке ми отиде? Ајде, абракадабра. Ајде. Ајде сега да видиме. Абракадабра. Малку ќе остане. Ова е припремено. Добро. Тука е ради естетски дел. Добро. Додаваш
од твојата саламура. Да. Добро. Ајде да видиме сега што сме добили. Одлично, магијата испадна. Браво, додај ми го садот. Додај ми го, ете така да се гледа. Малку ќе ставиме до ова. Малку. Ти се направи кефот сега, дека точно се направи како што треба. Добре, одлично, одлично. Исто ќе ставиме вака малку. Добро, побрзај. Еве. Затоа што ми велат сме го поминале, времето ќе влеземе во филм. Да. Вака се става, може ја ќе вака со рачење. Ете така. Одлично. Одлично. Вака. Оп. Тоа е за да не пребирате посебно. Леле. Да ти кажам секоја чест. Браво. И Браво. вака ќе ги ставиме само на кратко. Додатните елементи. Украсните. Добро. Вака. Еве. И сме готови со мојот измислен рецепт. Убав рецепт. Добро, одлично, браво, браво, повели. Ете ова, јас само да го повлечам, за да се види комплетно рецептот. Дојди си, Томас, овде, за да се поздравиме со гледачите. Добро е, се е во ред. Како велам јас, ништо не ни изгоре, ништо не ни потемна. Мислам дека е браво за тебе. Интересен рецепт, многу убави состојки стави, сигурно вкусот е феноменален. Не можем да вкусам заради сенфот, но верувам во колегите. Да. Ти благодарам што беше успешен денеска. Ти благодарам на тебе. Едно големо гушкање и поздрав до сите. Секако, направивме убава емисија, направивме интересен рецепт кој што на младите ќе им се допадне многу. Драги мои, ве поздравувам и ве сакам, се гледаме. Чао.